На самиот почеток на годинава се одржа првата саемска манифестација CES во Лас Вегас. Наменета за електрониката, оваа смотра е атрактивна за автомобилџиите, но годинешнава едиција не се прикажаа многу нови модели. Честа ја одбранија само Honda и Sony со својот заеднички модел, електричната Afeela. Honda ја искористи шансата за да го ги прикаже своите идни два модели, лимузината и кросоверот, кои се најавени дека ќе се комерцијализираат наскоро. Во ова издание ќе ви прикажеме листа на супер и луксузни автомобили кои ќе дебитираат годинава. Нив тешко дека ќе ги видиме на нашите улици. Добре дојдовте во новата епизода на Автомагазин. Годинешниот саем на потрошувачка електроника, кој се одржува во Лас Вегас, помина во дебела сенка на вештачката интелигенција. Така, меѓу ретките кои ја одбранија честа на автомобилската индустрија беа Honda и нејзиниот партнер Sony, која покажа финалната верзија на својот електричен модел што ќе биде лансиран под марката Afeela. Означена едноставно со бројка 1, оваа 5-метарска лимузина најпрво ќе биде достапна само во Калифорнија, каде од средината на идната година ќе може да се набави по цена од $90,000. Во неа е вклучена и 3-годишна претплата на напредните системи за автономно возење кои ги обезбедуваат 40 сензори, камери и радари поддржани со 5G конекција. Според изгледот, скоро да не се разликува од ланскиот прототип, а за нејзино задвижување се задолжени два електромотора со вкупно 483 конски сили. Малку разочарува тоа што батерискиот блок кој пружа автономија од 480 км ќе може да се полни на струја од само 150 киловат-часа, но затоа ќе ги користи суперполначите на Тесла. Afeela 1, за која е потврдено дека ќе биде достапна и на купувачите во Јапонија, ќе се произведува во фабриката на Honda во Охајо, заедно со новата генерација модели од серијата 0, исто така представени во Лас Вегас. Се работи за лимузина и кросовер кои ќе ја имаат истата платформа како и Afeela, но за нив Honda ги нема објавено техничките податоци. Се споменува дека ќе има верзии со 1 или 2 електромотора, но тоа официјално не е потврдено. Седанот, иако визуелно посмирен од лани, покажаниот концепт го задржа провокативниот изглед безмалку како суперспортски автомобил, додека кросоверот со својот премасивен заден дел делува малку чудно. Внатрешноста и на двата модела е модерно-футуристичка, практично на граница на прифатливоста на купувачите на кои секако ќе им бидат интересни напредните автономни способности. Најавено е дека после лансирањето во Америка, овие авангардни модели ќе пристигнати во Јапонија и Европа, а за цените засега нема ниту збор. Кинескиот BYD продолжува со дополнувањето на својата европска понуда, овој пат со предизвикувачкиот Atto 2. Овој субкомпактен кросовер долг 4,3 метри, кој во другите делови од светот се продава како Yuan Up или Yuan Pro, е представен лани ова време. Тогаш ја разбрани автомобилската индустрија со напредните Blade батерии со литиум железофосфатни келии, кои во европските верзии ќе му обезбедат автономија од 300 или 400 километри. Симпатичниот изглед му го даваат тенките LED светла и меките линии на каросеријата со лебдечки покрив, а во внатрешноста има два големи екрани за возачот и мултимедискиот систем кој може да се ротира.
Пријатен детаљ е централниот тунел на двете нивоа и кристална рачка на менувачот, но возачот повеќе ќе се радува на неговите 177 коњски сили. Цените на овој модел, кои во Кина чинат помеѓу 13 и 16.000 евра, не се објавени, но се очекуваат да бидат двојно повисоки од тоа. Во ова 2025 на љубителите на спортски и екзотични автомобили им престојат возбудливи моменти. Покрај познатите производители кои за годинава испланираа сериозни новитети, за тоа се погрижија и бројните ентузијасти со богати инвеститори. Најефтиниот од листата модели е поскап од една пристојна куќа. Поранешниот шеф на дизајнот на Koenigsegg и Bugatti Саша Селипанов одлучи да стартува со сопствен хиперавтомобил. Наречен Нилу 27, за него може да се каже дека истовремено е и убав и брутален. Убав затоа што човекот очигледно знае што работи, додека бруталноста се крие зад секоја негова бројка. Монокок структурата е од јаглеродни влакна, а компонентите на задното ослонување се видливи однадвор. Спойлерот е свиткан над трите издувни цевки. Над тркалезниот управувач нема копчења, а единствениот екран во целосно аналогната внатрешност е во ретровизорот за подобра прегледност наназад. Го задвижува 6,5-литарски V12 мотор со 1070 коњски сили. Брзината му е лимитирана на 400 км на час, а забрзувањето, како што наведуваат од компанијата, зависи од возачот. Брутален е и најновиот модел на тексашката компанија Hennessy. Познат како еден од најбрзите автомобили на планетата, Venom F5 располага со зверски 1817 коњски сили, извлечени од централно поставениот мотор од сопствена конструкција, така што неговото спарување со мануелен менувач се чини како научна фантастика. Но инженерите на Hennessy успеа и во тоа. Динамичките перформанси не ги објавуваат, во нив ќе уживаат само 12 избрани и доволно вешти смртници кои ќе платат по $2,65 милиони. Поклониците на екстравагантното може да би знаат кој е британскиот тутил, кој својата репутација ја има стекнато со ревитализирање на тркачки примероци на Porsche 911. Тие сигурно веќе имаат застанато во ред за нивниот најнов автомобил со ознаката GT1, креиран во сеќавање на доцните 90 години. Купувачот може да бира меѓу атмосферски или турбомотор од 4 литри со 500 или преку 600 коњски сили, како и мануелен или менувач со двојна спојка. Ослонувањето е тркачко, а каросеријата од јаглеродни влакна заштитена со рол бар според спецификациите на FIA. Приказната за суперавтомобилите ја зачини и римац кој подготви порадикална верзија на Невера. Незините електромотори со 2107 коњски сили ќе ја дотераат до 412 км на час и забрзаат до 100 за 1,8 секунди, до 200 за 4,4, а до 300 за помалку од 8,7 секунди. Почетната цена изнесува 2,3 милиони евра.
Ферари ја испочитува традицијата од прилика на секои десетина години да представува нов модел чија улога е да биде знаменосец на флотата, но истовремено прекина една друга традиција. Новиот F80 место V12 ќе има само V6 мотор. И тоа мал од 3 литри, но затоа моќен бидејќи со помош на двата турбокомпресора развива 900 конски сили. За да биде во духот на времето се погрижија трите електрични мотори кои додаваат уште 300 коњи. Каросеријата е монокок од јаглеродни влакна и има две седишта, од кои со возачкото е повеќе за украс и пополнување на просторот отколку за употреба. Ниту изгледот, ниту пак цената од 3,6 милиони евра нема да ги дискутираме. Ке бидат направени точно 799 примероци за кои се зборува дека сите се веќе резервирани. За да не се лутат на оние кои нема да бидат среќни во ваквиот пресврт во погонската механика, куќата од Маранело им го подготви наследникот на 812, чија ознака додичи цилиндри кажува се. Напред поставениот 6,5-литерски агрегат кој без турбо или било каква друга поддршка на задните тркала испраќа 830 конски сили, обезбедува перформанси на кои и електричните суперавтомобили можат само да завидат. «15 години вие одбирате, ние купуваме за 24 часа. 15 години над 10.000 клиенти. 15 години општествено одговорна компанија. 15 години доверба. 15 години лидери на пазарот. Финансираме патнички возила, комерцијални возила, камиони, пловни објекти, опрема и машини за вашиот бизнис. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Кога ќе ве привлече нешто, а не знаете зошто. Во тој момент како некој да зборува со тебе. Запознај го новиот 408 со дизајн кој завидува повеќе отколку што очите можат да восприемат. Алюр и страст од секој агол. Тоа што вистински зборува со нас е нашиот внатрешен глас кој страстно шепти од нашата душа. Алюринг, новиот Peugeot 408. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Метрополис, број 1 радиомрежа. Иако светот забрзано оди кон електропогонот, тоа не важи за суперавтомобилите. Во најдобар случај тие имаат хибриден погон, а бројката на нивни електрични пандани може да се изброи на прсти. Изгледа дека во овој свет уште долго ќе господарат цилиндрите. Ламборгини го испрати во пензија успешниот Хуракан заедно со неговиот атмосферски V10 мотор и место него на сцената го изведе плагин хибридниот Темерарио. Опремен со два турбокомпресора и 3 електромотори, неговиот V8 агрегат кој се врти до 10.000 пати во минута е способен на сите 4 тркала да испорача вкупна системска сила од 920 коњи.
Каросеријата направена од алуминиум има напредна аеродинамика, чие уникатно решение е централниот канал на покривот што го насочува воздухот кон задниот интегриран спойлер. Инструментаблата го оживува познатиот впечаток како во борбен авион. Кокпитот има 3 екрани, а по желба на купувачот може да биде опремен и со телеметриски систем. Од Сант'Агата Болонјезе тврдат дека Темерарио до 100 км на час ќе стигне за 2,7 секунди, а задоволството да се почувствува тоа ќе чини 258.000 евра без давачки. Иако во комбинирана сопственичка структура меѓу Порше и Римац, новиот модел на Бугати, наречен Турбилон, го задржа бензинскиот погон, но со сосема нов мотор развиен во соработка со Косворт. Има и 116 цилиндри, сега распоредени во класична V-формација и од 8,3 литри работна зафатнина без турбокомпресори извекува 1000 конски сили. Двата електромотора на предната оска и третиот поставен меѓу моторот и менувачот додаваат уште 800 коњи, со кои до 100 км на час ке забрза за 2 секунди, а до 300 за помалку од 10. Максималната брзина е ограничена на 445 км на час, а батериите се доволни за поминување 60 чисто електрични километри. И покрај непредвидливите проблеми, Порше продолжува со своите планови за електрификација. На ред сега е 718. Според интерни информации од компанијата, моделот веќе е подготвен и во моментот се вршат неговите последни тестирања. Технологиите на кои ќе биде базиран водат потекло од тркачкиот концепт Mission Air, но деталите за нив не се знаат. Се предпоставува дека ќе дели нешто со веќе присутниот Макан, од кој ќе ја наследи и можноста да има погон на сите тркала. Лесниот спортист, освен еколошки, ќе еволуира и дизајнерски, но сепак со сигурност ќе ги задржи карактеристичните црти по кои е препознатлив. Единствено ќе ги загуби страничните отвори за воздух за ладење на централно поставениот мотор, кои заради аеродинамиката нема да останат никако естетски детаļi. Мал чекор кон електрификацијата направи и 911 кој доби хибриден погон. Развиен со помош на спортските искуства, тој нема плагин можности заради потешките батерии кои би ги нарушиле врвните перформанси, туку е избалансиран до последните технички детали. Заснован е на новиот 6-цилиндричен боксер со зафатнина од 3,6 литри и заедно со електромоторот вграден во 8-степениот роботизиран менувач располага со 541 конска сила. Хибридниот 911 ќе се нуди со погон на задните или сите 4 тркала во купе, кабриолет или тарга изведби. Како марка задолжена за спортскиот дух на групата, Алпин својот амбициозен план за иднината стратешки ќе го спроведува со вториот електричен модел. Најавен со концептот A390 Beta, тој со својата силуета воведува нова димензија во автомобилскиот универзум. Одговорните во компанијата за него избегнуваат термини како кросовер или спортско корисно возило, но сепак тој без многу дилеми може да се класифицира така. Затоа придонесува повишената каросерија со купе линии која со својата динамичност треба да ги долови спортските карактеристики. На предниот клинес дел нема традиционална маска, а хоубата изведена со необични испапчувања. Технологиите на кои ќе се базира се изведени од веќе постоечките кај Renault Megane E-Tech, посебно модификувани за користење под знакот на Alpine.
Како и се друго, ниту сегментот на суперавтомобили не може да помине без кинезите. Државниот производител ГАЦ ги најави своите амбиции за моделот Hyper SSR, лансиран под ознаките на брендот Ion. Ке ги предизвика италијанските ергели со своите 1242 конски сили, кои се пренесуваат само на задните тркала. Со нив до 100 км на час ке забрза за само 1,9 секунди, а со полни батерии ке помине солидни 500 км. Внатрешноста во спортскиот дух има шестаголен управувач и изобилува со дигитални технологии. Оваа електрична ракета во Европа ке чини околу 200.000 евра. Гледајќи пазарен потенцијал што другите не може да го видат, Stellantis реши да ги испровоцира европските купувачи на кои ќе им го понуди Dodge Charger. Американскиот мускулест автомобил ќе доаѓа и во двете своји изданија, бензинското и она на струја со суфикс Daytona. Обликот и пропорциите се препознатливи, а како механичка основа е искористена големата STLA платформа, која ќе се среќава и во идните модели на Алфа Ромео и Масерати. Таа во подницата вдомува батериски блок со искористлив капацитет од 94 киловат-часа, кои ќе ги напојуваат со струја електромоторите со 456 и 630 конски сили. Погонот на сите тркала обезбедува достојни перформанси, а за впечатокот да биде комплетен, Charger Daytona е опремен со посебен издувен систем, всушност звучник сместен во издувен лонец, кој создава звук со интензитет како оној на Hellcat верзиите. Бензинските модели ќе го имаат новиот 3-литерски 6-цилиндричен агрегат, кој ќе обезбедува 420, односно 550 конски сили. Британците, колку и да им е во криза автомобилската индустрија, сосема добро пливаат во водите на луксузните и супер автомобилите. Марките како Aston Martin, Bentley, Rolls-Royce, Range Rover и Lotus се продаваат како Alva, додека Jaguar многу очекува од своето ребрендирање. Во годинава што предстои нема да останат запоставени ниту љубителите на луксузните автомобили. За нив Rolls-Royce суптилно го ажурираше и подобри најефтиниот свој модел Ghost. Тој доби поинакво лице и осветлена маска решетка, но го задржа V12 турбомоторот. Бидејќи за моделите на марката се повеќе се интересираат помладите купувачи, посебен акцент е ставен на Black Badge, по спортската линија, кај која блескавиот хром е заменет со темни бои, а ослонувањето е поспуштено и потврдо. Во очекување на својот прв електричен модел кој ќе биде кросовер, Bentley ја лансираше четвртата поред генерација на Continental GT. Задновото лице, кое со помалата маска и поголемите единични светла, подсетува на ексклузивниот Batur, се наоѓа плагин хибриден V8 мотор. Задните светла се издолжени со LED графика како скапоцен камен, а пропорциите и неколку препознатливи стилски зафати се задржани. Генерално кажано, изгледот сега му делува поелегантно и пософистицирано. Располага со масивни 782 конски сили и 1000 Нм вртежен момент. Погонот е на сите тркала, а батериите обезбедуваат електрична автономија од солидни 80 км.
Британците како нова генерација го нарекуваат и визуелно обновениот и технички коригиран Flying Spar, кој задржа доста од досегашниот, но затоа агрегатот е друг. Гломазниот W12 е заменет со оној од новиот Continental GT. Астон Мартин конечно ја представи сериската верзија на суперавтомобилот од следната серија Valhalla, чиј развој започна уште во 2019-та. Го задвижува плагин хибриден погонски систем сочинет од 4-литарски V8 мотор и 3 електромотора кои заеднички испорачуваат монструозни 1079 коњи. Кога сите ќе се растрчаат, ќе го дотераат до максимални 350 км на час, од кои првите 100 ќе ги стигне за 2,5 секунди. Дизајнот е подреден на аеродинамиката, а внатрешноста исполнета со луксус вообичаена за едно вакво возило со амблемот на Астон Мартин. Ќе бидат направени 999 примероци, кои ќе чинат по 850.000 фунти. Малку поскап со цена која лесно може да достигне 1,5 милион фунти е ултимативниот Valiant, кој во основа е подлесна, поспортска и поекстремна верзија на луксузниот Valour. Направен е за тркачка патека, но хомологиран за улица, според експертизата на Фернандо Алонсо. Има уникатна погонска комбинација, V12 мотор и мануелен менувач комплетирана со 4 издувни цевки од титаниум кои даваат спектакуларен звук. Агрегатот од своите 5,2 литри става на располагање 745 конски сили, а перформансите не се објавени. Ќе бидат направени само 38 примероци. Јагуар ја започна својата трансформација во електрична марка со провокативно ребрендирање и премиерата на храбриот и оригинален концепт. Со поларизирачкиот дизајн кој иницираше бурни реакции, за некои делувајки самоуверено, а за други пак иритирачки. Но, како и да е, коцката е фрлена и годинава треба да се трансформира во седан со 4 врати, за кој инженерскиот тим најавува автономија од 770 км. Иако сигурно многу работи во неговиот изглед и во внатрешноста ќе се сменат, тој дефинитивно ја најавува метаморфозата низ која ќе помине гамата на британскиот производител. И Range Rover се подготвува да го лансира својот прв електричен теренец. Тестирањето на прототипите во различни климатски зони ширум светот веќе е пред крај. Се чека само на одлуката кога ќе биде премиерата. Технички податоци за сега нема, а очекуваната цена е околу 150.000 фунти. Сега се враќаме во реалноста, поточно на секојдневните автомобили. По 4 години служба рестилизиран е првиот електричен модел од Млада Болеслав. Ењак беше представен во 2020 година, а неговиот купе кросовер Пандан 2 години подоцна. Неодамна се одржа премиерата на рестилизираната генерација на двете каросериски верзии со бројни ажурирања типични за средината на животниот циклус. Новиот модерн солид дизајнерски јазик на Шкода е во склад на новите и идни електрични возила од куќата, зајакнувајќи ја нивната визуелна привлечност.
Кај освежениот Ењак акцентот е ставен на предниот дел кој доби многу потенка осветлена решетка и нови фарови со LED Matrix технологија. Сега неговиот визуелен идентитет доближен е на помалиот Elroq. Профилот и задниот дел се чини дека се во голема мерка непроменети. Во внатрешноста Шкода потврди повеќе подобрувања, вклучувајќи поодржливи материјали и обемна стандардна опрема. Ова е повторно во духот на новиот дизајнерски јазик, наменет не само на изгледот, туку и посветеноста на своите корисници. 5-инчниот дигитален кокпит и централниот инфозабавен дисплеј со дијагонала на екранот од 13 инчи се стандардни. Наместо логото, буквите на брендот сега го красат ново дизајнираниот волан. Шкода Ењак се носи со две големини на батерии. Ењак 60 и Ењак 85 имаат по еден електричен мотор и погон на задните тркала, додека Ењак 85X доаѓа со дополнителен мотор напред и погон на сите тркала. Мокноста остана непроменета, 150 киловати и 210 киловати. Наскоро треба да се очекува и најсилната верзија со 250 киловати. Во зависност од верзијата може да достигне максимална брзина до 180 км на час и да овозможи автономија до 590 км благодарение на оптимизираната аеродинамика. Што се однесува на техничките подобрувања, треба да се издвои побрзото полнење на батериите. Во обновените модели од 10 до 80% тоа ќе трае само 28 минути или помалку. За подобрување на корисничкото искуство понудени се иновации како Remote Park Assist и подобрената функционалност на апликацијата My Шкода, кои ќе го направат секојдневното користење уште поудобно. Во Германија Шкода Ењак се нуди по 44.000 евра, додека македонската стартна цена ќе ја дознаеме по незиното пристигање во летните месеци.